Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ВМРО ДПМН, водејќи се од следниве принципи: владење на правото, почитување на законите, почитување на уставот, анализа на меѓународното применливо право, а имајќи ја во предвид вистинската намера на владата предводена од СДСМ со носење на насилнички пат, веќе проверен во минатото на Законот за јавно обвинителство, кој што има за цел единствено атак врз политичките неистомисленици и како второстепена цел при промената на власт заштита на злосторниците и криминалците од врхушката на СДСМ, во консултација со стручната јавност, во консултација со фелата, експертите, користејќи ги партиските ресурси, одлучи да изработи собствено решение кое што се темели на вистинските вредности, почитување на правото и безкомпромисна битка против организираниот криминал и корупцијата во Република Македонија. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, ја користам оваа прилика да направам компаративна анализа помеѓу она кое што го изработи СДСМ, а се со цел притисок врз политичките неистомисленици и во подоцнежна фаза амнестија на злосторниците и сторителите на корупција и криминал од врхушката на СДСМ, и она кое што ВМРО ДПМН го изработи како вистински реформски закон, кој што можеме да го наречеме закон кој што ќе биде безкомпромисна борба против организираниот криминал и корупција во Република Македонија. Имено, првиот принцип кој што сакам на оваа пресконференција да го анализирам е принципот на фузија помеѓу ресурсите на специјалното јавно обвинителство и ресурсите на обвинителството за организиран криминал и корупција. Идејата во законот на СДСМ, идејата во законот на владата кој што го достави во рамките на Македонското собрание е фузија на овие две обвинителства во едно ново обвинителство, кое што ќе биде наречено обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Во овој дел до некаде е прифатена забелешката на ВМРО ДПМН, забелешка која што беше во првичната фаза дискутирана на ниво на работни групи помеѓу представници на владата и представници на опозицијата. Иако предлогот кој што ВМРО ДПМН го предложи е формирање на посебно оделение во рамките на обвинителството за организиран криминал и корупција, кое што ќе се нарекува оделение за гонење на организиран криминал и висока корупција. Овој дел од законот можеме да кажеме дека владата го прифатил тоа што ВМРО ДПМН и опозицијата го сугерираше. Понатаму, би сакал да дискутирам околу обединување на ресурсите од специјалното јавно обвинителство. И тие би ги поделил во два дела. Првиот дел се човечките ресурси и вториот дел се процесните ресурси. Според предлогот на СДСМ, специјалниот јавен обвинител Катица Јанева треба да биде унапреден во републички јавен обвинител, имајќи предвид дека Катица Јанева во специјалното јавно обвинителство дојде од основно обвинителство, што значи дека треба да биде унапредена во две скалила. А останатите обвинители, кои што дојде од другите обвинителства, треба со закон, повторувам, со закон, како што нема ниту еден случај во светот, да бидат превземени од новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Тоа е грубо кршење на законот, се уште важечкиот, повторувам, закон за специјалното јавно обвинителство, кој што предвидува по престанок на мандатот сите обвинители кои што се дел од специјалното јавно обвинителство треба да се вратат во матичните обвинителства. Предлогот на ВМРО е сите обвинители согласно законот за специјалното јавно обвинителство да се вратат во матичните обвинителства после престанокот на мандатот. Детална истрага за срамниот случај рекет, проверка на инволвираноста на Катица Јанева, нејзината
релација и врска со двајцата осомничени кои што се наоѓаат сега во притвор. Но и не помалку значена, незината релација со определени псевдоними кои што јавноста шпекулира дека се дел од врхушката на власт. Истовремено, проверка и детална анализа и истрага за директната или индиректната вмешаност на сите обвинители кои што беа до сега помошници на специјалниот јавен обвинител. Дури потоа, откако ќе се констатира дали биле или не биле дел од овој срамен процес наречен рекет, тие, како и сите останати обвинители во државата, ќе имаат можност да конкурираат на оннапред објавен конкурс и да бидат дел, доколку ги исполнат условите за новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Се поставува прашањето, дали ние вистински се бориме против криминалот со тоа што Катица Јанева ќе унапредиме во републички јавен обвинител, амнестирајќи ја однапред, иако се уште не е потврдено дали е виновна или дали е дел. Имаме само изјава од страна на обвинителката која што го работи предметот дека незините гласови се слушале во материјалот кој што е како доказен приложен до незе. И дали треба останатите обвинители, без да истражиме дали тие имале директно или индиректно учество, со закон да им го продолжиме мандатот во новото обвинителство, при тоа сите останати обвинители во Република Македонија да ги навредиме и да ги направиме некомпетентни, иако честно и одговорно со години наназад си ја вршиле својата работа. И второ, тоа се вработените во рамките на специјалното јавно обвинителство. 90% од нив се луѓе кои што се во тесна роднинска врска со јавната специјална обвинителка или незините помошници обвинители, незини соседи, роднини, пријатели. Денеска е работа и професионална фела да си снаа идна на Катица Јанева или да си внук на Катица Јанева, за да можеш да добиеш работно место во рамките на специјалното јавно обвинителство, а не затоа што имаш професионални квалификации. Ние не можеме да се сложиме да со закон овие луѓе бидат префрлени во ново формираното обвинителство. И не можеме да прифатиме дека сите останати квалитетни правници во државата ќе немаат рамноправна можност, како овие привилегирани внуци, ќерки, сестри, братучеди, да конкурираат на оглас кој што би го распишало евентуално новото обвинителство. ВМРО-ДПМН се залага за транспарентен процес на избор на најквалитетните луѓе кои што треба да бидат истражители или друг тип на административен кадар во рамките на новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Зарем тоа е обструкција или тоа е конструктивен пристап? Трето, сите предмети од процесите кои што се започнати на ниво на обвинение до 36.2017 година, СДСМ и владата предлагаат кршење на законите и уставот и истите да бидат превземени од новиот обвинител, кој што ќе го води обвинителството ново формирано за гонење на организиран криминал и висока корупција. При тоа не почитувајќи го со устав за гарантираниот систем на субординација во рамките на обвинителството. ВМРО-ДПМН се залага сите тие предмети во фаза во која што се, дали е доказна постапка, дали е распит на сведоци, дали се завршни зборови или некоја друга фаза, да ги превземе државниот јавен обвинител и истите да ги прераспредели согласно процесите и советите на експертската јавност онаму каде тие дела припаѓаат. А потоа да се продолжат истите тие случаи. Да се почитува уставот и принципот на вертикална субординација во рамките на едно, согласно устав, повторувам, едно обвинителство во Република Македонија, а тоа е државното јавно обвинителство.
Четврто, предлогот на СДСМ предвидува финансиска независност само на новоформираното обвинителство за гонење на висок криминал, на организиран криминал и висока корупција. Дали тоа не е навреда за сите останати обвинители во државата? Предлогот на ВМРО ДПМН е финансиска независност на целокупното државно обвинителство. Од 0,8 до 1% од државниот буџет секоја година да се одвојува за потребите на државното јавно обвинителство. А државниот јавен обвинител, почитувајќи го со устав за гарантираниот принцип на вертикална субординација, да врши реалокација согласно decision making процесот внатре во рамките на државното јавно обвинителство и потребите на истото. Самите тие, независно надвор од било какви политички влијанија, да вршат приоритизација на случаевите кои што ќе бидат предмет на нивна истрага. Понатаму, предлагаме спрега и кочница, бидејќи видовме како еден монарх во кој што меѓународната јавност, домашната јавност практично имаше неограничена доверба, истата ја прокоцка и ја злоупотреби. Ние не можеме да се согласиме на формирање на уште еден монарх, кој што можеби би го повторил истото несување. Затоа предвидуваме спреги и кочници. Доколку обвинител под политичко влијание или мотивиран од други пободи покрај обвинение и низ судски процес се констатира дека тоа обвинение не било издржано и се нанесе штета на угледот на физичкото или правното лице, и доколку физичкото и правното лице бараат во судски процес надомест на штетата која е нанесена поради нарушениот углед, обвинителот и од буџетот на државното јавно обвинителство таа штета да се надомести, а не од паричниците на граѓаните и деночните обврзници, затоа што некој обвинител бил употребен или злоупотребен поради политички цели или други мотиви. ВМРО ДПМН, почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, е свесна за значењето на моментите пред кои е соочена Република Македонија. И ги повикува граѓаните, сите граѓани, без разлика на партиската припадност, без разлика на етничката припадност, да застанат на браникот на државните интереси. Државен интерес е во Република Македонија да имаме пристојно место за живење со нула толеранција за криминалот и корупцијата која што во последно време ја искачува Република Македонија на врвот на скалите кои што се занимаваат со мерење на оваа проблематика. Нема компромис со криминалот и корупцијата. Од каде и да доаѓа, од чии редови да доаѓа. Битката мора да биде безкомпромисна и да биде до крај. Вистинските злосторници и луѓе кои што се огрешиле мора да бидат изведени пред лицето на правдата и врз еден транспарентен судски процес да бидат осудени или ослободени. Ја користам оваа прилика да го повикам државниот јавен обвинител веднаш, безкомпромисно, доста од публика, доста наблюдува, да се вклучи во борбата против организираниот криминал, против корупцијата, да не се плаши, да отвори подопрен глас постапки, ги има десетици и од оваа политичка елита и врхушка на власт, но и од сите политички елити во минатото. Го повикувам, таа можност ја има согласно устав и согласно законите. Тој е единствениот кој што може да покрене согласно закон и устав постапка доколку се констатира дека има индиции за сторен криминал. ВМРО ДПМН нема да се сложи со предлог законот кој што има две цели, ги кажав на почетокот на оваа пресконференција. Првата, пресметка со политички неистомисленици
во случајот опозицијата, и втората, заштита на криминалот на сегашната врхушка на власт, кога ќе се сменат политичките прилики, а тоа ќе биде многу скоро во Република Македонија. Пред законот сите се еднакви, без разлика дали се викале Христијан, дали се викал Зоран, дали биле од ВМРО ДПМН, дали биле од СДСМ, дали биле од ДУИ, дали биле од Алијансата, дали биле од БЕСА или од останатите политички партии. Доста ги разочарувавме нашите граѓани. Доста е од бледи соопштенија и пресконференции. Време е да се фатиме за работа и време е, тоа им го должиме на граѓаните, да се вклучиме во безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата. Ви благодарам. Повелете ако имате прашање. Господин Мицкоски, Рикер токму на Сабелечката пресконференција зборуваше за законот за јавно обвинителство и точно апострофираше опозицијата да го поддржи, односно како што рече тој, не е време за политички игри. Ова што вие окажувате дека ВМРО ДПМН нема да се сложи со законот за јавно обвинителство, како ќе ги споите оваа порека на Рикер со вашата? Никаде во изјавата на господинот Рикер јас не слушнав дека ВМРО ДПМН треба да го поддржи овој текст кој што е предложен од страна на владата. Токму тоа имаше за цел оваа пресконференција. Јас на самиот почеток од оваа пресконференција кажав од кои принципи се водеше ВМРО ДПМН, што изработи ВМРО ДПМН за да биде вистински реформски закон и кој што ќе биде закон кој што вистински ќе го реформира обвинителството во Република Македонија. Ја покануваме владата, експертите од владата да престанат да го штитат криминалот, да престанат да играат политички игри, да седнат заедно со опозицијата, да разговараат на неколку теми, меѓу кои предвремени парламентарни избори, закон за јавно обвинителство и се она што е актуелно во државата, да ги дефинираме за да може да ја ослободиме Македонија од политичкиот притисок и политичките игри на СДСМ и владата во Република Македонија. Дали тоа значи дека инициирате лидерска средба? Јас и на претходната лидерска средба кажав дека секоја лидерска средба за мене е прифатлива на која што ќе се разговара и договори датум за предвремени парламентарни избори, меѓу другото и ќе се разговара и за останатите отворени теми, меѓу кои ќе биде и законот за јавното обвинителство. Повелете. Дали овој закон сега што го презентиравте вие, ќе го доставите до собрание како предлог на опозицијата или пак бидејќи веќе е доставен предлогот на власта во форма на амандмани ке на владата и треба минимум 6 месеци со сиот институционален капацитет кој што го има да одработи решение кое што е многу слабо. ВМРО ДПМН за само неколку недели одработи решение кое што му треба, ќе ни дозволите уште мала номотехничка дообработка и веднаш потоа јавноста ќе биде информирана за тоа како ќе постапиме. Но се разбира, нашата цел беше овој закон да биде компариран со оној закон кој што го предложи владата. Да може јавноста да суди и да пресудува кој вистински сака да се бори против криминалот и корупцијата во држава, а кој е заштитникот и промотерот на криминалот и корупцијата во државата. Како ќе го коментирате така наречениот акцијски план за спречување на тези информации, со кој што според велата се дискутира дека станува збор за цензорски закон? Обид за враќање во 49-та година од минатиот век, цензура на медиумите и контрола на слободно демократски искажаната мисла. Но тоа беше невешто вчера изведено, или пред 2 дена се извинувам, да не бидам попрецизен, од човек кој што не ја владее материјата, од човек кој што видовме како се изгуби на самата пресконференција и токму поради тоа можам да кажам дека на вистина ниту една европска вредност во изминативе неколку пресконференции од страна на првиот во владата, а устата е полна со европски вредности, нити јас, нити огромно мнозинство граѓани можат да видат. Цензурата не е европска вредност. Но јас ве охрабрувам вас, новинарите, да ги информирате сите релевантни меѓународни институции, Новинари без граници, за тоа што ова реформирана комунистичка власт, мотивирана од едноумието на минатиот век, сака да стори со слободната и демократска мисла во Република Македонија.
Вчера од Собраниската говорница премиерот Зоран Заев истакна дека мора да се донесе законот за јавно обвинителство до септември, во спротивно би се донел на евентуален непријатен и непостапуван начин. Како ја коментирате оваа изјава? Кој е тој начин? Што значи ова? Заканите се карактерна особина на човек кој што не знае што прави. И јас како само таков можам да го искоментирам неговиот настап вчера во рамките на Собранието на Република Македонија. Јас сум сложен дека треба да се донесе секој реден реформски закон, не само овој, сите реформски закони кои што се потребни, не за да ни каже некој од надвор, туку затоа што ние од внатре треба да се реформираме и да направиме од нашата држава подобро место за живење. Но тоа треба да биде согласно законите и уставот во оваа држава и треба да биде на вистина реформски. Не да носиме закони кои што ќе бидат алатка на политички елити за злоупотреба и пресметка со политички противници и неистомисленици, а понатаму нивна амнестија поради сторениот криминал, индиции за сторениот криминал. Ако нема време, господине Мицкоски, за вашиот наречен закон за специјално за јавно обвинителство, можно ли да се состанат работниве групи кои сега се во моментот во статус-кво позиција? Јас не ја гледам причината зошто да не би се состанале и зошто да не би работеле во периодот работните групи, но повторно ќе кажам, ние мора да дефинираме неколку точки меѓу кои е датум за предвремени парламентарни избори. Господин Мицковски, пред малку господинот Рикер порача да се престане со политичките игри и порача на опозицијата да се вклучи во процесот. Што ќе му кажете на средбата со Рикер дека ова е вашиот начин на кој престанувате со политички игри? Јас ќе имам можност за неколку часа од сега на господинот Рикер да кажам кој игра политички игри во оваа држава и ќе се надевам дека ќе имам можност детално да го образложам сето тоа. А господинот Рикер, како искусен дипломат, слушајќи ги двете страни, и страната на владата, и страната на опозицијата во оваа држава, се надевам дека ќе донесе правилна одлука. Господинот Рикер, ќе повторам, ниту во еден момент не рече дека опозицијата треба да се однесува по принципот земи или остави. Искусни дипломати и луѓе кои што се едуцирани во демократски средини не размислуваат како Зоран Заев, кој што сака да наметне нумие и цензура на слободната мисла во Република Македонија. Така што, јас ви уверувам дека не постои друга, поконструктивна улога на опозиција, нити пристап од овој кој што го прави ВМРО ДПМН. Ние тука веќе не можеме да дискутираме за конструктивна опозиција. Треба да се отвори прашањето дали владата е конструктивна. Дали ВМРО ДПМН како опозиција во држава во Република Македонија беше потенцирана од страна на високи представници од Европската комисија години назад, како конструктивна опозиција, како опозиција која што беше директно вклучена во изработка на реформските закони, а потоа и нивно носење во рамките на парламентот. Дали во рамките на Бундестагот имаше на отворена сцена признание за оно што го направи ВМРО ДПМН во носењето на законите од безбедносните служби? Одговорот е да. Така и сега. Откако видовме дека владата е неконструктивна и единствена цела е пресметка со политичките неистомисленици, заштита на криминалот и корупцијата, заедно со експертската јавност, заедно со луѓе од фелата, партиските капацитети, изработивме решение. Ајде да дебатираме за квалитетот на решението и да видиме дали едното е спротивно на законите или другото е спротивно на законите. Дали се поставува прашањето. Во оваа држава имаме привилегирани политичари, обвинители, суди, адвокати или сите се еднакви пред законот? Законот кој што го нуди СДСМ не е таков. Таму има привилегирани. Никогаш не можам да се сложам со кршење на закони, како што тоа е предвидено со Законот за јавното обвинителство на СДСМ, каде што практично се испишани имињата и презимињата на луѓето кои што треба да бидат дел од новото обвинителство за организиран криминал и висока корупција, а катица ја нема. Поради овој срам кој што и го нанесе на Република Македонија, треба да биде унапредена во републички јавен обвинител. Никогаш што тоа не можам да се сложам. Господин Мицкоски, коментира Африн беше предлага Фатими Фетај да стане начело на новото
Албанство, но од друга страна Алијансата на албанците бара обвинително средство. Кој е за вас потребен предлог и дали имате вие како вашето постапка? Секој предлог кој што ќе значи вистинска и безкомпромисна борба со организираниот криминал и корупција за нас е прифатлив. Начинот на кој што ќе се организира персоналот во рамките на тоа ново формирано обвинителство или доколку го прифатат нашиот по многу основи поразумен предлог ново формирано одделение во рамките на обвинителството за организиран криминал и корупција, ќе значи најпрвин бенефит за граѓаните, а потоа во втор план да ги ставиме интересите на политичките партии и политичарите во Република Македонија. Повторно ќе кажам, ние треба луѓе да се реформираме затоа што ние треба да направиме подобро место за живење, а не затоа што некој надвор ќе ни ги стегне ушите и ќе ни каже дека тоа така треба. Оваа држава може и оваа држава заслужува подобро. Тоа ќе го кажат граѓаните на следните предредни парламентарни избори, оваа корумпирана врхушка од власт ќе замине, а сите тие кои што се огрешиле пред законот или постојат индици без разлика на која политичка партија и припаѓаат, без разлика како се викале, ќе одговараат и ќе се соочат со правдата. Ќе имаат подеднакви можности да докажуваат дали се виновни или невини. Ние денеска живееме во општество во кое што гледаме како осудени затвореници јавно му се заблагодаруваат на премиерот. Зарем тоа е општеството во кое што ние треба да ги воспитуваме нашите деца? Зарем тоа е правдата? Зарем тоа е независното обвинителство? Зарем тоа е независното судство? Утре треба да излезам пред студентите на факултет. Што да им кажам? Повелете. Ајде, надоврши се вака. Да, останувате ли на предлогот судијата Владимир Панчевски да го води ново? На тоа прашање дадовме одговор, немам ништо што да додам нити да одземам. Благодарам. Рековте дека ВМРО ДПМН се залага сите предмети да ги преземе Јовески врз основа на советите на експерти. Не се залага, само малце дозволете ми да ве коригирам. Така е, согласно принципот на субординација, дефиниран со Уставот и законите. Едно обвинителство, еден државен јавен обвинител. Тој е тој кој што ќе одлучи каде тие обвиненија, процеси припаѓаат, дали припаѓаат во ново формираното обвинителство или одделение, како ќе се договориме, дали тие ќе припаѓаат во некој од основните обвинителства. Не смееме ние со закон да дефинираме процеси, зарем не слушаме експертската јавност што кажува. Па имаме барем на секој втор ден по некаква изјава од луѓе кои што се експерти во таа работа. Добро, но тоа како ќе влие на обвиненијата за кои веќе има судски процеси, некои се на половина, некои се пред крај. Токму тоа, ако ме следевте внимателно, но еве ќе се обидам да повторам. Реков, на онаа фаза на која што се наоѓаат, ќе ги превземе државниот јавен обвинител. Без разлика дали се тие во моментот на разгледување на докази, во доказна постапка, распит на сведоци, завршни зборови, или се на ниво на жалба, или така натаму. Онака како што во моментот се затекнати, така да ги превземе господинот јавен обвинител, господинот Љубомир Јовевски. Но не само тие предмети. Да отвориме и за предметите да видиме како се случи за време на референдумот имаме 98% излезеност. Да видиме кој ги снимаше и кој даде наредба да се снимаат обвинители и суди. Да отвориме случаи по допрен глас и за овие предмети кои што изминативе недели ги гледаме. Ајде да отвориме за се. Ајде да се впуштиме во безкомпромисна битка против криминалот. Без разлика како се викаме, на која позиција сме и на која политичка партија и припаѓа. Дали тогаш сте за и презимање на истрагите на СЈО, кои практично отидоа во вода со предлог законот? Господинот јавен обвинител има можност, државен јавен обвинител, секогаш, и апелирам кон него, по допрен глас, доколку има индици да отпочне истрага за било какво, повторам, доколку има индици за било какво сторено кривично дело. Дали тоа кривично дело ќе кулминира во рамките на истрагата со обвинение, а потоа низ транспарентен судски процес со обвинителен акт или со ослободителна пресуда, јас не би навлегувал и не би сакал да предскажувам како некои политичари што ќе се случува, бидејќи верувам во презумпцијата на невиност. Од тие причини, ќе повторам, го охрабрувам господин Јовевски веднаш да се зафати за работа, да ги организира капацитетите во рамките на јавното обвинителство,
и да отпочне безкомпромисна борба со организираниот криминал и корупција во Република Македонија. Ке повторам, без разлика на име, презиме, функција, партија, нација. Последно прашање ќе имам. Што вашиот предлог предвидува за избор на државен јавен обвинител? Нашиот предлог за избор на државен јавен обвинител го задржа истото законско решение. За да не бидеме обвинети дека ВМРО ДПМН еве уценува државен јавен обвинител да биде на предлог на опозицијата. Еве, целокупната доверба нека биде кај господинот Јовески, нека се вклучи он во безкомпромисна битка со организираниот криминал и корупција. За да не биде ВМРО ДПМН тој кој што ќе биде обвинуван дека се вклучува или го стопира овој процес. Се надам дека многу работи ќе бидат појасни после оваа пресконференција и многу работи не се онакви какви што до сега беа презентирани од луѓето, од изготвувачот и од прилагачот на законот кој што нарушија многу принципи и на политичко и на правно дејствување. Ви благодарам на сите.